Јас сум Љубица Џонич, мојата компанија е Аграр Плюс Дојел Црничен и Дојран и се занимавам со производство на свеж зеленчук, претежно брокула. Јас сум самохрана мајка. Бев социјален случај пред 10 години и не сака веќе да бидам социјален случај, решив да отворам своја компанија и да можам да обезбедам екзистенција за мене и за моето семејство и нешто повеќе од тоа. Почетокот беше многу тежок. Немав ништо, немав ни земја, немав финанси, немав идеја, затоа што во рурална средина беше многу тешко да се отпочне со некој бизнис. Единствен избор беше земјоделие. Тој предизвик за мене беше голем и јас решив да почнам да произведувам зеленчук. Најпрви со мали површини, потоа со поголеми површини, постепено ги зголемував површините и така профитот се повеќе и повеќе се зголемуваше. Потоа имав можност да подигнам кредит, бидејќи бев на некој начин со идејата кредитоспособна и со гаранција на моите пријатели подигнав и некој минимален кредит, каде што технички малку се осовременив. Во исто време, паралелно како ја основа својата компанија, се вклучив и во организациите од типот на земјоделски организации за предприемништво и тие многу ми помогнаа од типот за информација од едукативен карактер, бидејќи за земјоделието беше тоа многу потребно. Се зголемуваше мојата самодоверба и се повеќе и повеќе влегував во ризици, дури и до граница на лудило. Транзицијата донесе многу проблеми и јас морав да ги крчам сите работи, почнувајќи од институционалните препреки до работата на поле. Многу напорно работев и луѓето поминува покрај патот каде што ми беше нивата и ќе застанеа и ќе се чудеа на мојата работа. Ќе ме праша што жена си ти, булдожер ли си, ќе ми рече. Еден лидер треба да биде храбар, амбициозен, упорен, позитивен и да сака нови работи да пробува и да ризикува. Во агробизнисот преговарањето е најлесно доколку имате квалитетен производ. Кога имате квалитетен производ и кога имате и квантитет, тогаш вие ги држите конците во своји раце и така наметнувате своји пазарни услови за да го продадете производ и да му додадете подобра вредност на својот производ. Треба да бидете деловно честни при преговарањето, да се дозволи и другата страна да заработи. Мора да си поставите некоја временска рамка за да можете успешно да ги спроведете сите оперативни активности во земјоделието, бидејќи тоа е жива материја и со жива материја е многу тешко да се управува и затоа тајмингот е многу важен. Мојата порака до младите е да веруваат во себе, да го следат својот сон, да ги следат законитостите на животот и на работењето и да не се откажуваат.